Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за ELISA. ELISA. Каде што ELISA е всушност акроним, односно кратенка за Enzyme, така Enzyme Linked Immunosorbent Assay. И зашто служи? Едноставно служи за одредување на количество на antibodies, значи на антитела, или пак на антигени. Така, можеме да одредиме количество на дадени антигени или антитела кои ни се од интерес. Например, во даден раствор, така имаме даден раствор и во тој раствор сакаме да видиме дали имаме некои си портокалови антитела и ако имаме, колку имаме. Освен што можеме квалитативно да одредиме дека има, можеме исто така да одредиме колку има. Така, значи служи и за квалитативни, но главно се користи за квантитативни анализи. Бидејќи за квалитативна анализа постојат и други техники кои се релативно по-ефтини можеби. Сега, постојат многу различни ELISA техники и ние ќе ги разгледаме едно по едно, така ќе ги разгледуваме и ќе видиме како всушност функционираат. И прва која ќе ја разгледаме е всушност индиректна ELISA. И таа работи на следниот принцип. Значи, земеме овие се бунарчиња кои се претходно подготвени, така се купуваат подготвени, на кои има вметнато на самата површина на бунарчето, така, значи као имаме слој, така као замислете си како лепак, врз кој се ставени одредени антигени кои ни се од интерес. Така, например, имаме некакви си портокалови антигени налепено, кои не се од интерес, можеби има и некои други. Така, значи има некои си портокалови антигени. И поентата е, со тие портокалови антигени кои така ги купуваме, можеме да видиме дали во некој раствор, така например да речеме овде каде ќе имаме на епрувета, така каде што имаме серум од одреден пациент и сакаме да видиме дали во неговиот серум има вакви портокалови антитела кои ако би имало, тие би требале да се врзат со овие антигени. Така, значи, вака ќе ставиме. Овие се значи антитела кои сакаме да видиме дали ги има и колку ги има, а овдека имаме антиген кој така доаѓа, значи купен е вметнат да биде на подлогата на бунарчето. Нормално овдека во серумот ќе има и други некои си антитела, некои си сино антитело, некои си виолетово и така натаму. Сега, што правиме? Го зимаме овој раствор, така значи не мора да биде серум, но во овој случај серум, го ставаме внатре во бунарчето. Така и тоа што ќе се случи, евака е повторно да го направам. Гледаме бунарчето, ги имаме антигените, само ќе ги бережам одека доле, за не ги цртам на секаде. И што ќе се случи, ќе оставиме растворот, и сега сините антитела нема со ништо да се врзат, бидејќи нема антиген за нив, додека овие портокаловите ќе си се врзат за антигените кои нели биле вметнати во самото бунарче. И окей, тоа сега ќе се случи, и сега што правиме? Едноставно, првен ќе го декантираме, значи ќе го истуриме ова вишокот, така, значи декантираме. Па од кога ќе декантираме, после переме. Така, значи wash. Односно што правиме? Всушност ставаме вода, така, сега не мора да биде баш вода, може да биде пуфер. Но поентата е да се тргнат сите антитела кои не биле врзани. Така, бидејќи овдека овие кои се врзале за антигените, тие ќе останат укотвени на површината бунарчето. Така, додека овие кои не се врзале, во овој случај сините, сакаме да ги отстраниме. Така и например со истурање можеби нема сите да се отстранат, бидејќи овдека например некој ќе останало слепено некако. И затоа ставаме неколку пати, ќе направиме wash. И сега ќе ставам со H2O, иако не се прави чисто H2O, се прави со пуфер, например фосфатен пуфер. Не знам кој пуфер го користат, но не е битно. Едноставно ќе се измие неколку пати со цел да се отстранат сите непотребни антитела. И од кога тоа ќе го направиме, добиваме бунарче, така, на кое ги има портокаловите антигени. И тоа што ни останало се само портокаловите антитела кои останале врзани за нив. И ги биле врзани, не се испрале. Сега, од кога го имаме тоа, додаваме друг раствор, така, значи овдека имаме раствор
од антитела, така че имаме раствор од антитела кои ќе направам со жолта боја, кои што се специфични за ФЦ регионот, така специфични се за ФЦ регионот, нели антителото имаше ФЦ регион и ФАБ регион, кои што се специфични за ФЦ регионот на протоколите антитела. И што ќе се случи кога ќе ги ставам овие жолти антитела? Едноставно, тие ќе се залепат вака за ФЦ регионот. Ева, ќе направам подобро. Се залепи за ФЦ регионот на протоколовото антитело. Така, ева, и тука ќе направим уште едно. И овие се наречени всушност секундарни антитела. Значи секундари антибодис, додека овие протоколите кои ги ставивме на почеток, тие всушност беа примарни антитела. Сега, зошто ги ставивме овие секундарни антитела? Едноставно, овие антитела не се најобични антитела, него, ако вдека би направиле како еден зум на антителото, ова е например жолтото антитело, на врвот, всушност му е прикачен еден ензим, кој ќе го забележиме со Е буквата. Така, значи на крајот од жолтото, односно од секундарното антитело, е прикачен ензим. Ензимите знаеме дека се биокатализатори кои забрзуваат одредени хемиски реакции. И од кога ќе го направиме тоа, оставаме ова да постои некое си време и понатаму повторно го правиме исто, значи декантираме така. И повторно переме, така wash правиме со H2O, односно со некој си пуфер. Зошто правиме повторно wash? Едноставно да ги испереме сите секундарни антитела кои не се врзале. Така, значи имаме ние секундарни антитела кои нема да се врзат, бидејќи ние ставаме во вишок ставаме секундарни. Така, значи овдека некаде во растворот, што бележам овдека, има некои вакви жолти антитела кои останале неврзани. И не сакаме тие да ни бидат во растворот, и затоа го декантираме и повторно переме. И тоа што ќе ни остане, всушност, од кога ќе направиме ова повторно, значи повторно го имаме бунарчето, ги имаме антигените, така кои биле со самото бунарче, ги имаме примарните антитела, кои биле од пациентот, кои се врзале, ги имаме секундарните антитела, кои се врзале за ФЦ регионот на примарните, и на нивниот врв се конјугирани со даден ензим. Е сега, од кога имаме тоа, што правиме? Зимаме повторно еден раствор, кој што е одредено хемиско соединение, но поентата е на почеток е безбоен овој раствор. Така се одека е некоја си сивкаста боја, но поентата е пред имаме одредено хемиско соединение кое е безбојно. Така, и го ставаме внатре во ова бунарче, кај што ги имаме и примарните и секундарните, така го ставаме во бунарчето. И што ќе се случи? Едноставно, овој ензим кој се наоѓа на ФЦ регионот на секундарните антитела, ќе почне да реагира со овие сиви молекули кои беа безбојни, така од хемиско соединение, и едноставно ќе ги конвертира во одреден обоен продукт, да речеме дека е виолетово. Така, значи од безбојно ќе го конвертира во некој си хемиско соединение кое има боја. Така, но поентата ова нема да се случи одма. Зошто? Бидејќи ензимот едноставно зима молекула по молекула и ова го прави. Така, затоа треба време. И ако оставиш доволно долго време, сите безбојни молекули ќе станат обоени. Но ние не го оставаме да трае процесот постојано до бесконечност. Едноставно го прекинуваме после дадена стандардизирана временска рамка, така тоа е, не знам, 5 минути или така нешто. Зависи. И едноставно ќе се прекине реакцијата. И што со тоа? Па едноставно, на почеток, као што го имавме бунарчето, сега нема ги цртам антителата антигените, но поентата е кога ќе оставиме оваа безбојна субстанца, така, како што поминува времето, така, например, Т1, бојата ќе биде малце вака розевка, така ќе ставам ко 3 линии. Во Т2, така ќе биде уште по-виолетова, така во Т3 ќе биде уште по-виолетова и така натаму и така натаму. Сваќате како иде ова процес, и како што тече времето ќе стане се по-виолетова и на крај, со тек на време ќе стане целата виолетова. Но ние не го оставаме да трае целото да стигне виолетово, него одредуваме некоја си стандардна граница со цел сите проби исто време да ги држиме и да речеме завршуваме на Т4, што всушност е еднакво на 5 минути. Така, значи оставаме процесот да трае 5 минути и од кога ќе помине тој процес, едноставно
деактивираме ензимот. И тоа го правиме после 5 минути, значи или додаваме не знам H24, така или ја зголемуваме температурата, така или пак се додаваат некои други хемиски супстанции кои ќе ја прекинат оваа овдека реакција. Така, и ќе запре реакцијата на 5 минути. Сега, што со ова? Врз база на тоа колку е силно обојувањето, така, колку е силно, односно колку е интензивно обојувањето, ева ќе ставиме со виолетова боја, колку е интензивно обојувањето, тоа ни кажува колкава е количината, колку напишав не е битно, на антителата, на примарните антитела, односно и на секундарните антитела. Сега, ако уште не ви е јасно како всушност би работело ова, сега ќе објасниме. Да речеме дека имаме 1, 2, 3 бунарчиња. Така, сега, во едното бунарче сме ставиле серумот човек 1, така, и во неговиот серум имало само едно антитело кое ќе се врзало за антигенот, и дека повториме целата таа постапка и ќе добивавме всушност само едно секундарно антитело со ензим. Така, да речеме дека кај вториот пациент во неговиот серум имало две антитела, значи имало повеќе. Тоа значи дека ќе има две секундарни кои ќе се врзат за него и двете всушност ќе имаат ензим. Така, и во третиот случај исто, само што дека да ставам, има повеќе антитела, да речеме дека има 3, тоа значи дека ќе има 3 секундарни кои се врзат на нив и сите 3 секундарни ќе имаат ензим на нив. Сега, поентата е, ние во исто време во сите овие бунарчиња ќе оставиме безбојниот раствор. Така, безбојниот раствор. И во сите, да речеме дека ќе оставиме во исто време. Не мора да го ставиме во исто време, но да речеме дека сме го ставиле во исто време и чекаме, така ќе како сега дека сме го ставиле растворот, кога сме го наполниле, и чекаме 5 минути. Така, тече времето, стигаат 5 минути. Стигаат 5 минути, во сите ставаме одма, така, значи во сите одма ставаме H24 или HCl и прекинува реакцијата. Така, прекината реакцијата. Сега, овдека зашто има еден ензим само, тоа значи дека обојувањето за 5 минути нема да биде многу силно, нема да има голем интензитет. Зашто само еден ензим треба да постигне сите овие молекули кои се безбојни да ги направи во обоени. Тоа нема да се случи. Затоа ќе има некое си слабо обојување. Така ќе направиме само со една линија. Додека овдека, бидејќи имаме два ензима, всушност реакцијата ќе стигнува два пати подалеку. Така, значи ќе имаме две линии, поинтензивно обојување. Кај што имаме 3 ензими, ќе има уште поинтензивно обојување. И врз база на тоа, ако направиме ваков експеримент, каде што ќе ни биде познато колку секундарни се врзуваме, колку примарни антитела сме ставиле и колку секундарни антитела сме ставиле, ако знаеме за тоа и ако измериме абсорбанцата, така ако измериме абсорбанца на сите овие, можеме да конструираме стандардна крива, така како што имаме вака еден график, каде што да речеме дека на X-овската ќе ставиме концентрација на антитела, така количество на антитела, тука имаме 0 антитела, тука имаме 100, тука имаме 200 антитела. Нема врска. Овдека на оваа другата нека биде абсорбанца. Така тука ќе имаме абсорбанца 0,1, тука 0,2, така и така натаму не е битно 0,3 абсорбанца. И нормално сите анализи, како што рековме, се прават во рок од 5 минути. Тоа значи графикот ќе изгледа на следниот начин. Колку повеќе антитела имаме, така ако имаме 200 антитела, да речеме дека абсорбанцата ќе биде поголема. Зашто ако имало повеќе антитела, во рок од 5 минути ќе конвертирале повеќе од безбојните молекули во обоените и затоа ќе бил поинтензивно обоен растворот, односно ќе се зголемила абсорбанцата. Едноставно кривата би била нешто вака. И од кога ќе направиш оваа стандардна крива, нели рековме стандардната крива ќе се направи врз база на тоа кога ќе знаеш колку си ставил, зашто ти си го правил експериментот, од кога ќе направиш таа стандардна крива, потоа можеш да земеш едно бунарче во кое што
нели ќе ставиш, секе направиш како што треба и ќе го имаш овој безбоен раствор, ќе чекаш некое време да помине, така 5 минути, ќе се обои до некој си степен, отчиташ абсорбанца на овој непознатиот, ќе ти рече дека абсорбанцата е еднакво на, не знам, 0,2, и едноставно ќе си идеш на кривата, па може и со формула да се пресметува, но поентата е ќе идеш вака, тука, значи ова е некаде си 115, лупам сега. Тоа значи дека овде имало 115 антитела. И така можеме да одредиме колку всушност антитела има во некој си непознат раствор. Така, ако имаме некој си раствор во кој не знаеме колку антитела има, можеме да одредиме преку оваа ELISA техника. Сега, освен преку индиректна ELISA, ние можеме да користиме и така наречена сендвич ELISA. Сега, ако идеме погоре, само да видам каде сме. Сега ги идеме на сендвич ELISA. Каде што? Со сендвич ELISA-та не се одредува количество, односно концентрација на антитела, него се одредува количество, односно концентрација на антигени. Сега, како функционира овој метод? Значи, повторно започнуваме со одредено бунарче, кое е фабрички обработено на тој начин што неговата површина е всушност залепено, односно се залепени антитела. Сега, нема повторно да идам со портокалово, сега ќе направам црвени. Значи, залепени се црвени антитела, и се залепени и на основата, залепени се од страна на зидовите. Така, ама ние ќе цртаме на основата за да биде попрактично. Залепени се црвени антитела, така, значи, овие се antibodies и овие се примарни антитела, кои што така се избрани што овие антитела се врзуваат само со црвен антиген. Така. И ние сега, например, имаме одреден си серум, одреден раствор, така не мора да биде серум, повторно може да биде некој си раствор, каде што има различен вид на антигени. Имаме портокалови антигени, имаме виолетови, имаме сини антигени, но имаме и црвени антигени. Така, значи сите овие се антигени. Сега, како ќе одредиме колку количество, така, и дали имаме воопшто некој си даден антиген во овој раствор, односно во овој серум. Едноставно ќе го земеме тој и ќе го истуриме овдека. И што ќе се случи? Ќе го истуриме и ќе дојдат во контакт заедно овие антигени, нели, виолето, портокално, кој беше таму, жолто, не е битно. И црвеното, каде што црвеното ќе си се врзе, да речеме дека имаме две црвени. Така, да речеме дека имаме две црвени, ќе се врзат едното со едно антитело, другото со некој си друго антитело. Така, значи ќе се поврзат. И од кога тоа ќе се случи, повторно идеме на декантирање, така. Декантирање, односно истурање и потоа перење, wash со пуфер, односно со H2O. Така, значи може да биде H2O или PBS или некој си друг пуфер, зависи каква е спецификацијата, зависи што се одредува, но поентата е ќе се измие, така што ќе се отстрани се ова што не треба. Така, значи се ова што не требале антигени, се тоа ќе се отстрани. И нели тоа што ќе се добие, е повторно го имаме бунарчето, така ги имаме вкотвените антитела и ги имаме двете кои се врзале со антиген во овој случај. Сега, од кога го имаме тоа, додаваме секундарно антитело. Значи ние овдека си имаме спремен раствор, така спремен раствор со некои си сини антитела, каде што овие сини антитела се врзуваат исто со црвениот антиген, ама се врзуваат со друг епитоп на антигенот. Така да речеме дека ова е антигенот, така ова е антигенот. Ова е секундарното антитело. И поетата е секундарното антитело се врзува со некој син епитоп на антигенот, додека црвеното се врзува со црвен епитоп на антигенот. И што ќе се случи? Едноставно, кога ќе додадеме секундарното антитело, ќе се поврзе за другиот епитоп на антигенот. Така ќе биде на некој си начин вака. Значи, ова е секундарно антитело. Секундарно антитело кое се врзува за друг епитоп на антигенот, во овој случај некој си црвен антиген. И поради структурата која се образува, се нарекува сендвич ELISA. Гледате дека изгледа како сендвич. Имаме примарно, имаме антиген и имаме горе секундарно. Така изгледа налик на сендвич. Сега нормално запамтете дека всушност кога го имаме антителото, нормално
има два антигени кои се врзуваат, веќе има две антиген врзувачки места. Ја иако го цртам вака како само еден антиген да има, тоа има всушност две. Но колку за симплифицирање е така нацртано. И сега, откога го имаме овој сендвич, нормално ова секундарно антитело повторно има ензим како кај индиректната, така прикачено. И нормално голем дел и не се врзале, овдека во растворот имаме такви слободни кои не се врзале антитела и на нив нормално има ензим. Не сакаме да стои тој во растворот, бидејќи ќе добиеме погрешни резултати и затоа повторно декантираме. Тоа значи дека истураме и промиваме, така wash со вода, така или пуфер, не е битно. И поентата е тоа што ќе добиеме, ќе биде сега бунарчето, нели со вкотвените антитела, ќе нацртам само две, не е битно, го имаме црвениот антиген кој не е од интерес, и имаме овие сини антитела, кои на нивниот ФЦ регион имаат ензим. И повторно овдека додаваме безбоен раствор, така додаваме некој си безбоен раствор, каде што ензимот го конвертира во обоен, така и на почеток ќе биде безбоен, и за тек на време ќе се обои во некоја си боја, ние ќе правиме виолетова. И потоа врз база на тоа колку е обоено, така колку интензитетот на подивувањето, ќе измериме апсорбанца. Ќе имаме една стандардна крива која сме направиле со проби каде што сме знаеле колку антиген има. И ќе добиеме некоја си стандардна крива, и ако ќе имаме стандардната крива, врз база на тоа која апсорбанца сме измерили за непознатото, ќе повлечеме линија доле и ќе откриеме колку е С на антигени. Наредна ни е компетитивна елиса, значи ова беше сендвич. Идеме сега на компетитивна. Да го поместиме ова малце десно. Вака. Идеме. Значи компетитивна елиса. Кава елиса, сушност, што се прави? Имаш одреден примерок, така имаш одреден примерок во кој имаш даден антиген. Така имаш некој си црвен антиген. Но не знаеш колку имаш. Така, имаш антиген, но не знаеш колку. Е сега, зимаш антитела, да речеме ќе направиме розеви, нема врска. И зимаш антитела и да речеме дека зимаш 100 антитела, лупам број, и ги ставаш овдека во овој раствор. Така, и знаеш дека ќе се врзат со тие антигени. И ги ставаш и они добро ќе ги оставиш да се инкубираат некој си време и некои ќе се врзат, така. Се врзат, некои ќе останат слободни. И од кога ќе помине тоа некој си време, така одредено те време, за да оставиш да помине време за одредени антитела се врзат со дадени антигени, зимаш тој раствор и го ставаш врз бунарче во кое го има овој црвен антиген. Така, значи го има црвениот антиген во бунарчето. И сега го ставаш овој раствор, кој е останал преку ног да се инкубира. И што ќе се случи? Дел од антителата преку ног си се врзале со црвениот антиген кој си бил во растворот. Така, дел си се врзале, но дел не се врзали, дел останале слободни. Тоа значи. Така, значи дел останале слободни. Само тие кои останале слободни од првична пробата, а тест пробата ќе се врзат. Така, значи само ова да речеме дека ќе се врзи. И ќе се врзи се овдека. И добро, и повторно овдека сега ќе правиме декантирање, ќе правиме перење, и тоа што ќе добиеме, нели, е бунарчето, каде што ќе имаме црвениот антиген, и ќе имаме антитела од тие кои сме ставиле на почетокот, но само тие кои не се врзале во првиот пример, така, значи ова овдека кој не се врзало. Односно, ова е тоа истото. Само тие ќе останат, другите, значи сите ќе бидат измиени. И после повторно ставаме секундарно антитело, каде што секундарното антитело ќе се врзе за примарното, за ФЦ регионот, на некој има ензим. И ги повторуваме истите постапки, нели повторно ќе переме, веќе овдека нема сите да се врзат, ќе остават некои слободни. Така тие не ги сакаме, затоа ќе декантираме, ќе испереме, така ќе се случат тие постапки. И идеме, повторно го имаме бунарчето и ставаме, нели безбојниот раствор ставаме во него. Оставаме да поминат 5 минути или некој си даде време, ќе се даде одредено обојување. И сега, врз база на обојувањево,
можеме на некој си начин да одредиме колку антигени имало во почетокот. Како? Да речеме дека имаме тука дека се обоѓување кој е абсорбанца, не знам, 0,1 и тоа видиме се од стандардна крива. Од стандардна крива, нели имаме стандардна крива, повлекуваме тука линија и гледаме дека тоа е еднакво на 3 антитела. Така 3 антитела. Тоа значи дека овде сме имале 3 антитела кои биле врзани, така, зашто 3 антитела понатаму биле врзани со ова. Така. Океј. Имаме 3 антитела. А ние на почеток колку ставивме? Ставивме 100. Така, ставивме 100. Тоа значи дека кои имавме 3 антитела овдека, тоа значи дека 97 се врзале и овдека сме ги истуриле и сме ги измиле. Така. Во тој тука процес. И затоа 97 се врзале и овој случај ќе рачунаме дека едно антитело врзува еден антиген, иако нели има два антиген врзувачки места, тоа значи дека сме имале 97 антигени овдека. Така. И го одговоривме прашањето. 100 сме ставиле, 97 се врзале, останале само 3 слободни, каде што овие 3 слободни зафатиле одредени позиции. Така, зафатиле одредени позиции. И потоа му измеривме абсорбанца на тие и одредивме бројка и всушност назад ако се вратиме можеме да видиме колку антиген всушност имало правичниот примерок. Тоа се трите главни и постои нормално, ако постои индиректна елиса, логично е да постои директна елиса. Така, зашто не е покрив, него сега таа последна ќе ја разгледаме, што е многу едноставна таа елиса техника. Идеме вака малце погоре. Каде што во директна исто така тестираме колку антиген има. Да речеме имаме едно бунарче и на ова бунарче има само лепак. Нормално овој не е обичен лепак, него некоја си субстанца врз која може да се залепат на одредени антигени. И имаме одреден примерок, така, имаме одреден примерок, каде што сметаме дека овој примерок има одредени антигени кои ни се од интерес, кои сакаме да тестираме дали воопшто ги има, така. Речеме тие се некои зелени антигени. И што правиме? Го ставаме овој примерок овдека, ова празното бунарче, само кој има лепак на него, на вонници лепак, значи тоа не е лепак, повторно напоменам. И го ставаме да помине некој си време. И што ќе се случи? Едноставно, самите, како се пела боја, од растворот, самите антигени со тек на време ќе се испозалепат овдека по ова. Така, значи антигените ќе се испозалепат по површината и ќе го оставиме нели така да помине некој си време 24 часа. И после ќе го истуриме растворот и тоа што ќе го добиеме, нели бунарче врз кое ќе ги има антигените. Сега ние не знаеме колку антигени има и затоа едноставно после во ова бунарче ќе додадеме антитела, на кои ќе има ензим директно на нив. Така. И ќе ги додадеме и они ќе се исповрзат тука и така да таму и така. Таму секаде ќе се врзат. Така, но нормално ќе останат некои слободни, дека кои нема да се врзат со ништо. И затоа после некое време, едноставно само ќе декантираме и ќе измиеме и ќе останат на површината само тие кои се врзале со антигенот. Така. Имаме тука антиген, ги имаме тие антитела кои имаат ензим на нив. И повторно правиме истото, значи ставаме субстрат кој ќе биде безбоен, па ќе се обои, врз база на обојувањето ќе одредиме колку антиген сме имале. Но ова е обично многу подобра и побрза метода, зашто не користиме две антитела. Едноставно ги оставаме антигените да се залепат, така ги оставаме да се залепат и потоа само ставаме антитела кои имаат ензим на нив, кои се специфични за тој антиген. Ќе ги измиеме тие кои не се врзале и понатаму врз база на обојувањето можеме да видиме колка всушност била концентрацијата на антигени во првичниот раствор. И ова значи е директна елиса. Добро, тоа беше директна елиса. Сега на кратко само ќе спомнеме за елиспот техника, која е всушност исто базирана на елиса, само што е малку поразлична. Значи елиспот, која што се базира исто како елиса, само што наместо да одредуваме колку имаме антигени или антитела од даден раствор, одредуваме кои клетки од дадена популација продуцираат одредени антитела или имаме одредени антигени. Сега, како тоа може да се направи? Наречеме, имаме овдека еден Петриев сад, направив криво, наречеме имаме еден Петриев сад
каде што имаме одредена популација на клетки. Така, значи овде имаме клетки. И сега не знаеме кои од тие клетки ни прават одредени антитела. Па како тоа да го одредиме? Едноставно ќе земеме исто само друга петриевка. Така, која самата петриевка ќе биде целата површина обложена со одредени антитела, односно со треба да испитуваме антитела, ќе биде обложена со одреден антиген, иако може да иде и обратно, значи може да се испитуваат антигени, но поентата е ќе биде обложена со одреден антиген, така одреден антиген, и ќе ставиме оваа популација од клетки, дали врз нив. Популација од клетки. И сега да речеме дека клетките кои се во овој овдека регион, така, продуцираат такви протокалови антитела. Така и они продуцираат такви протокалови антитела, и тие протокалови антитела нормално ќе се врзат, сега ќе направам само едно, но поентата е ќе има повеќе, ќе се врзат, ќе направам помале ќе направам, се врзат на местото каде што се продуцирани, така. Они може малку да се расшират на страна, но поентата е таму каде што се продуцира, главно таму ќе се врзат. И потоа едноставно само ќе ги тргнеш во парчиња овие клетки, например ќе оттргнеш ова парче на страна, ќе оттргнеш ова парче на страна, така, ќе оттргнеш ова парче на страна, така, така ќе се отстранат. И кога ќе се отстранат, исто така ќе направиме и перење, така, значи ќе се отстранат, па ќе направиме wash. И што ќе направиме? После ќе додадеме всушност секундарно антитело. И тоа што ќе се случи, дали имаме вака плочата, и ги имаме антигените кои се укотвени на површината. И овдека ги имаме тие кои се врзале во овдека регион, и на нив сега ќе се врзат овие секундарни антитела кои ќе додадеме, и овие секундарни антитела нив имаат ензим, и овој ензим едноставно ќе претвори одреден супстрат во продукт. Едноставно повторно, добро, тоа го имаме сега, повторно ќе направиме wash, за да ги тргнеме сите непотребни, мислам тие кои не се врзале секундарни антитела, зашто има некои кои не се врзале нормално, така. Повторно ќе направиме wash да ги тргнеме нив, и ќе добиеме една плоча, каде што, дали само во овој тука дел, од прилика, каде, ќе имаме, дали, ензими на секундарните антитела. И сега кога ќе оставиме тој безбојниот раствор, така ќе оставиме тој безбојниот раствор, само во овој тука дел ќе стане виолетов. Само овој тука дел ќе по виолети. И поентата е тоа кога гледаме во 3 димензии, така ако ја направам повторно вака плочата, да чувам дека лиса имаме направено на плоча, не бунарче, ќе биде само во овој тука дел, например, ќе стане виолетово. И ќе видиме, аха, таму ни стоја овие клетки, оваа популација на клетки, значи оваа популација на клетки ни го прави тоа антитело од интерес. И тоа е принципот на ELISpot. Наравно има некои си други манипулации кои треба да се прават, треба да има некои техники и работи, но тоа е главната идеја. И наравно може да се прави и обратно, не мора да биде антиген вмет на површината, може да бидат антитела вмет на тие површината, а да гледаме која популација на клетки ни прави цитокини. Например, оваа популација овдека например прави цитокини. И ние овдека наместо да вметнеме антигени, ќе вметнеме антитела кои се врзани за тие цитокини. И поета да ќе работи после као сендвиче лиса. Така, само што ќе одредуваме продукција на даден антиген или продукција на даден антитело од страна на клетки. Значи ја овдека примерот што го правев, ајде испишеме ова, беше одредување на продукција на одредено антитело. Така, дали одредено антитело се прави од дадени клетки. Така, тоа пробувавме да најдеме. Која група на дадени клетки ни го даваат ова антитело. Пробувавме да го обоиме тој дел. Но истото, како што реков, може да се прави обратно, да се бара не антитело, него да се бара антиген. И во петриевката наместо да имаме антигени, ќе имаме антитело. Океј, логично, сега не можам и тоа да го објаснувам. Би требало да го сватите. И тоа беше главното што сакам да го објаснам. Нормално овие ензими што се користат овие безбојни раствори, па кои се обоени, има повеќе варијанти, не мора да биде еден, не еден кој се користи. Значи постојат повеќе ензими, постојат повеќе раствори. Но нема потреба да ги кажувам и мијата, нема тоа да се запамти и онака. Значи главно е да го сватите принципот на кој функционираат овие методи. Значи индиректна, директна, сендвич, компетитивна елиса и ELISpot техниката. Значи тука има уште многу работи се кажуваат, но едноставно нема потреба. Едноставно
Знаете, всушност што ќе спомнам дека некогаш може да се користат некои хемилуминесцентни бои, значи не мора да бидат вакви обични обојувања на спектрфотометар, него на други машини кои се флуоресцентни бои, кои даваат уште попрецизни отчитувања, значи можеш да одредуваш многу помали концентрации. Иначе сите овие што се прават во бунарчиња, овие техникиве, се прават во едни микроплейт, сега ќе ставаме на слика како тоа изгледа. Значи имаме овдека една, тоа се едни пластични такви ко бунарчиња, значи тие се мали, кој една рака е ова, ко такво има мали бунарчиња во кои се стават течности, после целите се стават во спектрофотометри, кај што може да се мерат одма апсорбанците на сите. Например, овдека лупам најверојатно, не знам како си направиле, но да речеме ова дека се тие за правење на стандардна крила, а ова дека се анализите. Така ова се анализите. И например, сега лупам, да речеме они кога правиле стандардна крила, тука ставиле 100 антитела, тука 50, тука 30 и така таму, и да речеме дека ќе направат стандардна крила и сега ова мене најмногу ми личи на ова овдека. Така, ова е анализа број 4. Од некој си пациент 4, нема врска. И поентата е, овдека знаеш колку си ставил, 30 или 10, нема врска, сега не знам дали испитува антиген или антитело, не е битно. И сега знаеш дека ово има исто 10. Сега не можеш вака толку да одредуваш, мора да се направат пресметки, мора да се тоа се внесе у графици. Но ова може до прилика и од око да се види некогаш. Онака од прилика кај е вредноста. И така, тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.